Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание во живо на вашиот омилен политички магазин За или Против. Абсолвирана е темата колку е Македонија опустошена последниве 7-8 години, колку длабоко се навлезени криминалот и корупцијата во буквално сите пори од општествениот живот, но вредно време и конечно треба да почнеме да слушаме како сето тоа се опоравува или оправува народски кажано, односно што се презема за да се овозможи суштински здрав живот во било која смисла за граѓаните на Македонија. Вечерва ќе зборуваме на тема инфраструктурата, патиштата, нешто во кое што за жал исто така регистрирани се и од позиција на предпромана на власта и сега сериозни скандали и злоупотреби на милионски суми на пари оштетени, значи пари на граѓаните, оние пари кои требале да ни овозможат подобар живот, а тоа не се случувало тогаш кога требало. Сега ги чекаме промените, ги чекаме на дело унапредувањата и сите оние ветувања кои актуелната влада ги даде во кампања. Вечерва ексклузивно го имаме во За или Против, велам ексклузивно, бидејќи за прв пат во телевизија Алфа откако е на позицијата подпредседател на владата и министер за транспорт, господинот Александар Николовски. Добро дојдовте. Добре најдов, благодарам на поканата и не знаев дека е прв пат да се извинам на гледачите, требало почест. Ама такви беа овие 2,5 месеци. Освен ако јас сум грешка, ама колку што знам во овие 2 и нешто месеци, тешко можеше човек да ве добие, бидејќи 24/7 сте на терен, сте зафатен и ќе зборуваме вечерва за тоа какви... Нема оправдание тоа што е ветување дека ќе видам почесто пристап. Ке мора вечер да реферирате вечерва за тоа што се презема. Задоволени сте од она што го правите? Очекувавте дека ќе е полошо или токму вака го очекувавте? Па веројатно други треба да зборуваат за мене и за тоа како ја ценат мојата работа. Нашата работа е таква, е практично на излог, јавноста кажува што мисли за нашата работа. Таа што ќе оставам другите да ја ценат мојата работа, она што можам да го кажам е дека сум максимално посветен, мотивиран како никогаш во животот и мислам дека сум на највисоко ниво на енергија, така што од личниот перформанс сум многу задоволен, исклучително задоволен, а од резултатите треба народот да каже. Тоа значи дека не ве вознемирува ништо, дека се што планиравте откако стапнавте на функцијата на чело на министерството, успеавте до сега да реализирате, ако уште не се спотелено официјално? Состојбата во државата е таква да плановите се една работа, реалноста е друга работа и јас прифатив да работам на поинаков начин, а тоа е секој утро практично стартувам и гледам кои се проблемите кои што во текот на денот треба да ги решавам. Нема да кажам некоја тајна ако кажам дека работам секој ден од 8 наутро до полноќ. Тоа знаат сите оние кои што ги комуницирам, кои што доаѓаат на состаноци, на кои што им севам по телефон или праќам пораки. Но мислам дека тоа е начинот на старт да така се постават работите. Јас Министерството, но и не само Министерството, туку и сите институции кои што се околу Министерството, јавноста можеби не знае, вкупно има преку 25.000 вработени во сите институции кои што се во надлежност на Министерството за транспорт. Ги гледам буквално како една фирма во стечај. Сега прво треба да извадиме фирмата од стечај, па после треба да поставиме процедури за работа и после да дојдат резултатите. И така методолошки ја поставив работата. Јас никогаш во мојата политичка кариера не сум бил ловец на брзи поени, на брза слава, на допадливост во јавност. Секогаш сум ги работил работите темелно, така било и во партијата, затоа и помеѓу другото некогаш некои работи не се гледале во јавност, но си дадоа резултат сите работи кои што во партијата заедно со и предводени од председателот Мицкоски ги поставивме и освоивме резултат кој што никој од опозиција претходно не го освоил. Така што истото очекувам да биде и во владата. Паралелен предизвик е и тоа што сум заменик председател на влада, тоа носи дополнителен сет на своји обврски. Ја водам комисијата за тековна економска политика и економски систем. Практично сите економски ресори во владата се дел од таа комисија и имам чест да ги координирам.
Успевате ли да спиете со оглед на кажав, комплетниот рестарт на државниот систем кој е неопходен сега, бидејќи да, вие работите колку работам, посветено, таа што лесно ја се пресмета, некаде 5 до 6 часа спиење се доволно. Да се заблагодарам на семејството за поддршката, навистина имам огромна поддршка на старт. Не е, веројатно, не е лесно да се следи ова моје темпо. но не е возможно без нивна поддршка. Да, но нема успех, инаку нема успех. Дојдовте директно од седница на владата. Она што успеавме медиумски да дзираме, каде ќе се вратите веднаш по емисијата. Ви благодарам за одвоеното време да сте транспарентен и отчетен вечерва во живо. Совет е формиран за управување со јавните финанси. Зошто е важно ова тело и кои се другите одлуки донесени денеска важни? Многу точки имаше. Ние се опитуваме за се да не информираме јавност. Мислам дека доколку информираме за се во јавност нема крај да фати јавноста, ги одвојуваме најбитните работи. Денеска, например, на седница на влада има преку 80 точки. Само и прочитате многу, а камоли да донесете заклучоци по сите и да постапите. Има доста извештаи од Државниот завод за ревизија за претходното работење, каде што треба сега си постапи обвинителството и да соодветни постапки се поведат. Има доста инфраструктурни работи, можам да кажам неколку работи од мојот сектор. Продолжуваме со стабилизацијата на железница. Денеска Железница Транспорт направи договор со Елем во однос на еден долг кој што го има Железница Транспорт да се изрегулира. Веќе Железница Транспорт доаѓа во ситуација каде што може сама да се ги регулира долговите, што мислам дека е одлична ситуација од фирма која што беше пред колапс да ја донесеме во фирма која што може да сервисира долгови, мислам дека е огромна работа. Ако пред нашето доаѓање плата не земаа вработените, сега веќе тоа не е тема, иако на почеток многу работев на тоа да редовно да почнат вработените да земаат плата. Тоа е едниот сегмент што можам да кажам. Вториот, ја забрзавме силно постапката за експроприација, затоа што за да градиме автопати мора да имаме прво чист терен. Денеска поминаа бројни одлуки кои што се врзани со експроприација на земјиште на трасата Гостивар-Бокојчани или народски позната како Стража. Тоа е еден од првите автопати кои што ќе се градат. И второ, за делот Прилеп-Битола исто така ќе градиме и таму автопат, така што поминаа бројни одлуки и во овој дел, така што тие два автопати сериозно сме посветени да завршиме експроприацијата со цел побрзо да бидат завршени. Она што исто така можам да го кажам, што е одлична вест не само за Штип, туку и за цела Источна Македонија. Интензивно работиме на изградба на Вештачко езеро, кое што ќе е Вештачко езеро и за наводнување, но и од рекреативен карактер. Ќе е прво таков вид во цела Источна Македонија. Тоа е браната Отиња, каде што обезбедивме денес дополнителни средства од некаде над 2 милиони евра за дополнителни работи и очекувам до крајот на 2026 година да се заврши браната и да почне да се полни езерото и некаде за година дена после тоа и да имаме ново езеро во Македонија. Така што прилично амбициозни. Тоа е нешто што исто така денес го поминавме на влада. И бројни други работи сега да не оптеретувам. Но во секој случај сака јавноста да слушне на секоја што седница на влада гледаме да поминуваме точки кои што се од корист за граѓаните. Исто така денес почнавме да го решаваме проблемот со игри на среќа. Сите неподелено мислење, мислам дека во јавноста дека се поминаа сите граници на нормалност во делот на игрите на среќа. Таму имаше и бројни злоупотреби пред се од Дуи, од Артан Груби и неговата екипа. И тоа ќе се реши, ја почнавме од денес и таа постапка и во следниот период ќе се заврши. А што значи тоа решаваме? Па во моментот кога ќе имаме готово решение ќе го презентираме во јавност, но вака најопшто на што можам да го кажам е дека многу помалце ќе има распространетост на игри на среќа од тоа што е сега во моментов и ќе ограничиме особено во делот на онлайн игри на среќа, односно игри на среќа кои што се на телефон и до кои што имаат достап и сите деца, затоа што телефоните ги користат и помлади од 18 години. Така што и тоа е еден сегмент кој што ќе го решиме во периодот кој што доаѓа. Како што кажав, бројни проекти. Има и политички теми за кои би сакала и уживам кога ве прашувам и кога дискутираме во емисиите, но одлучив кога го пишував сценариото дека ќе се концентрираме малку повеќе на развојот на инфраструктурните планови и проекти, бидејќи конечно нели време и нешто позитивно да слушне овој народ, иако за скандалите секојдневно
сме отворени бидејќи де факто вистината е на прво место. Не дека е ова најважен по приоритет, но сметам дека заради ситуацијата во која градот Скопје јавниот превоз се наоѓа, дека интересен е планот и идејата која вие најавивте пред околу 2 месеци за така наречен градски воз. Пред 2 месеци рековте дека има сериозна заинтересираност во тимот на Железници за да се оствари еве ова нешто, до каде е планот, Работиме проект? интензивно на таа работа заедно со двата директори, директорот Ивановски на Железница инфраструктура и директорот Кошутиш на Железница транспорт. Мојата идеја е да се искористи постојната железничка инфраструктура која што е во градот Скопје и во приградските населби, но и во самиот центар, затоа што новата железничка станица е практично во срцето на градот. И по примерот на многу светски метрополи, сакам да воведеме градски воз, што значи дека приградските населби треба да ги врземе со центарот, со чести и брзи возови, кои што ќе бидат на време, кои што ќе бидат пристојни, чисти, со релативно пристојни цени, со цел да се избегнат постојните сообраќајни гужви, затоа што знаете дека Скопје е пред сообраќајен колапс и тука за жал не може многу да помогнат и автобусите затоа што и тие се во истиот сообраќај и во истиот сообраќајен метеж и практично човек е невозможно да направи план, особено во шпиц, а тоа е наутро и попладне, кога се оди на работа и кога се враќа од работа, не може човек да направи план во колку да тргне од дома и во колку да стигне онаму кај што треба да стигне. И се надевам дека ова ќе е нешто со кое што ќе успееме да многу го растеретиме градскиот сообраќај. Најмалку ќе се релаксира сообраќајот. Се има Постојат пруги секаде или ќе треба никаде да се интервенира, да се коригира, реставрира? Јас сега ќе отидам и 2 чекори напред, затоа што работевме паралелно и на други проекти во изминативе 2 месеци од како го најавив ова. Генерално мојата визија е во 3 чекори. Првиот чекор е во текот на следната година, се надевам до крајот на следната година, да ја искористиме постојната железничка мрежа, која што треба се рехабилитира. Значи треба време за да се направи рехабилитација на истата, да се изградат или реновираат железнички постојки и да се пуштат возови. Зборуваме за тоа што е сега железница во Скопје. Има една линија која што оди од Зелениково преку Драчево, продолжува на линијата што ги дели општините Аеродром и Кисела вода до Нова железничка. Втората линија е линијата која што оди од Маđари преку автокоманда, само е на другата страна, пругата, населбата Керамидница и повторно стига до новата железничка станица. И третата линија е онаа линија која што оди од Ѓорче Петров, продолжува преку Скопје Север, Бутел и повторно доаѓа на нова железничка станица. Значи тие се три линии кои што ги имаме во моментов и кои што ќе ги искористиме дефинитивно, и тоа е првата фаза. Тука не би имале никаква соработка со градот Скопје, затоа што ја не се надевам со овој градоначалник да имаме било каква соработка до локални избори. Втората фаза во која што веќе ни треба соработка со градот Скопје е во 2 дела. Прво, да ги врземе овие постојки со автобуси. Добро. Како што исто така има во големите градови, односно да има поврзаност на автобуските линии со железничките линии, за да човек до кај може да стигне со воз да стигне, после тоа да користи јавен превоз. Тоа е едниот дел, и вториот дел е да се доизгради овој прстен, а за тоа ни треба градот за урбанистички да се среди, да се практично затвори како една детелина. Ќе биде ли тоа тешко? Ќе ви требаат многу пари според првичната проценка? Ќе требаат, ама затоа што нема да крадеме, како власт мислам дека ќе најдем. И третата фаза, за која што секако ќе треба да поразговараме и со новиот градоначалник на Скопје и со граѓаните на Скопје, но јас сум лично убеден дека треба да се направи е воведување на трамвај систем во Скопје, кој што треба да е надополнување на железницата во најмалце 2 линии. Во ГУПот го има со 4 до 5 линии, но во најмалце 2 линии треба да се воведе, и сето ова би значило едно сообраќајно растретување на градот Скопје, еколошки би значило многу, затоа што ќе се намали загадувањето, така што мојата визија за градот Скопје, се надевам во најмалце 2 мандати што ќе ги имаме како влада, е да имаме градски воз кој што ќе е комплетен, кој што ќе е поврзан со јавниот автобуски превоз и да имаме трамвајска линија.
сега директно ќе ви извадам надвор од границите на Македонија, односно повторно коридор, повторно пруга тема Скопје-Софија овој пат. Она приказна за која што исто така приказна, би рекла, малку и е за неверување со оглед на скандалозните информации кои ги изнесовте, дека буквално завршува во ѕид, во ништо. Докаде е таа ситуација, односно колку тоа зависи од бугарската страна сега во овој момент? Како ви оди напредокот во однос на дискусијата со нив, комуникација? Многу зависи, затоа што поентата на секое поврзување е да се поврзите, не е поентата да завршите во ѕид, како што споменавте, или во слепа улица. Во моментов, за жал, нема проект на бугарска страна. Од некои разговори кои што морам да се заблагодарам тука на Европската унија, иницираше разговори помеѓу Македонија и Бугарија и очекувам да се интензивираат тие во следниот период и покрај на техничко да бидат и на политичко ниво. Јас сум спремен да се сретнам со мојот бугарски колега секогаш кога за тоа ќе има расположение. Но во однос на таа работа можам да ви кажам дека за да се поврземе со Бугарија има најмалце два предуслови. Прво е да е проектот изводлив на македонска страна. Добро. Во моментов мислам дека не е изводлив на македонска страна. И второто е да бугарите имаат проект од нивна страна, што го немаат. Кога двете работи ќе се спојат, тоаш можеме да зборуваме за спојување. Во спротивно, зборуваме за трошење на пари. И најдобар пример кој што сликовито го кажувам на сите со кои што разговарам, а сакам и да го споделам на јавноста, е автопатот Охрид-Кичево. Денес сме 2024 година, автопатот почна да се гради во февруари 2014 година и се уште не е завршен. Јас не сум спремен да бидам политичар, да бидам министер, да бидам вице-премиер, кој што ќе работи проекти кои што не се завршуваат. Да, ви рековте крајот на 2026 ќе го возиме автопатот. Да, ама тоа е друга тема, јас ја правам друга аналогија. Јас најлесно е сега да почнам проект за пруга до Бугарија, да заврши мојот мандат или моите мандати и после не ме интересира што се случува, а меѓувреме таа пруга да не е завршена. И дома немаме други... Како што Охрид-Кичево, за жал, не е завршен. Охрид-Кичево требаше да биде завршен во 2019 година. 5 години беше рок за изградба, еве 11 година не е завршен. Така што ја не сум спремен да влегувам во проекти за кои што сум убеден дека не може да бидат завршени. Третата фаза од пругата кон Бугарија, односно фазата од Крива Паланка до граница со Бугарија, јас сум убеден дека вака како што е проектирана, вака како што е дизајнирана, е невозможна да се изведе, односно да се изгради. И не сум спремен да влегувам во таква работа, џабе да трошам народни пари, џабе да трошам пари на луѓето, да им го трошам времето, им ги трошам животите за нешто што не може да се заврши. Затоа што вие невозможно е да завршите пруга од 24 километри која што има по трасата 22 тунели и 16 моста. Тоа никаде во светов го нема. Невозможно е да завршите пруга која што треба да има 2 тунели под град, под Крива Паланка. Невозможно е да завршите пруга која што завршува во тунел кој што не излегува на другата страна никаде, како што невозможно е да завршите пруга на која што единствен пристап ќе биде како на каубојски филм преку железница. Вака да има слика граѓаните. Толку е лош теренот што камион и багер таму не можат да пристапат. За да се пристапи треба да се користи постојната железничка линија за да се носат машини, да се носи материјали така натака и може да замислите како тоа ќе изгледа ако се треба да се носи по железница. Така што во такви проекти кои што се нереални, јас не сум спремен да учествувам. Она во што сум спремен да учествувам се реални изводливи проекти, затоа што јас сакам да се поврзиме со Бугарија, а не да не се поврзиме со Бугарија. Ние ако влеземе во реализација на вака несериозен проект, нема да се поврзиме со Бугарија. Ќе биде тоа фино 6 месеци, година дена, после втората година сите ќе сватат дека тој проект не може да се заврши, а парите ќе ги потрошиме. Важно е што ова и затоа вака решавам јас на почеток е... да изгледам, можеби во очите на Европска унија, можеби во очите на Бугарија, не знам, да изгледам малце лош, ама подобро да ја кажам работите на почеток, отколку да влезам во нешто што не може да се заврши. Кога сме ке тоа вака, слушајќи ве, би можела да заклучам дека ова што го велите за крајот на 2026 за автопатот Скопје-Кичево кој го споменавте, би бил реална временска рамка. Иако сите што ќе нас слушаат, можеби вечерва или мнозинството ќе речат, ама па до сега толку се искраде, толку се испозадолжија, толку го уништија целиот тој проект да
како е просто возможно да се заврши за толку кусо време од крајот на 2026 значи, е сериозно брзо. Охрид Кичевот е готов до крај на 2026 година и стојам позади тоа што сум го кажал. А во однос на таа работа можам да кажам дека до почетокот на следната летна сезона најголем дел од автопатот ќе биде ставен во функција, а до крајот на 2026 година ќе биде целиот завршен. Ве држиме за збор, веруваме дека е така, барем според искреноста со која настапувате вечерва. Во интервју за Фокус, одиме сега повторно на овие инфраструктурни моменти кои сметам дека се важни, а верувам дека добра проценка сум направила со оглед на јавниот интерес. Откривате дека функционери на ДУИ купувале земјиште крај патот Скопје-Блаце, кој што треба да се гради, со надеж или со план дека вечно ќе си владеат и дека кога ќе дојде време за експроприација ќе се наполнат со пари заради заштитната зона, народски или условно речено, ако грешам во терминот ќе ме поправите. Како ова ќе го спречите? Вие велите во истото интервју ревизија на проектот дека се планира со цел да се изгради, ама не расипнички со манипулации. Веќе се ревидира проектот, веќе до каде е ова? Значи, вака да имате слика за што зборуваме, сите кои што патувале на Косово многу лесно ќе ме разберат. Кога се напушта Скопје, се оди преку Визбегово, се поминува обиколницата на Скопје и покрај Лепенец, реката Лепенец, практично целото е клисура, се стига до граничниот премин Блаце со Косово. Од другата страна, после фабриката за цемент, има еден голем кружен тек и веќе почнува автопатот кој што оди исто така по линијата на реката Лепенец. И кај што излегува од клисурата на Лепенец, веќе проложува кон Приштина. Логичен продолжеток на тој автопат, затоа што границите се вештачка работа, природата е природа, е да проложи по реката Лепенец и да стигне до Скопје. Бандитиве од ДУИ решиле да ја променат трасата, за да трасата чини поскапо, да чини повеќе и да можат да стават во джеп тоа што ќе стават во джеп. И ја поместуваат од реката Лепенец, која што ја прогласуваат за заштитено еколошко подрачје, десно во планината горе, проектираат тунели во должина од 6 км во двата правца или 3 км во еден правец се тунелите, што Швајцарија го нема, и пораснува вредноста на проектот, 10 км треба да чинат 240 милиони евра. Јас еднаш направив лапсус, реков 20 милиони евра по километар, не се 20, се 24 милиони евра по километар, што ќе е убедливо најскапиот автопат изграден во целиот Добро, регион. кој е авторот на ваквото, слободно да речам, перверзно решение, знаете? Претходното раководство на јавното претпријатие за државни патишта, кое што видов дека реагираше после моето интервју во Фокус, велејќи дека морало тие тоа го направат за да се заштити спортскиот аеродром Стенковец и некои локални гробишта. Прво, спортски аеродром се гради за пола километар вредност од тоа што овие ќе трошат по километар, за 10 до 12 милиони евра, перфектен спортски аеродром ќе изградиме кај сакаат. Второ, тоа се смешни образложенија кои што не држат, а трето, јас побарав од истражувачкото новинарство, еве се уште давам шанса, не сакам јас да излегувам, да проверат по трасата кои се луѓето кои што купиле имот, кога го купиле имотот и да видат дали тие имиња не се интересни за јавност. И заборавиле тука веројатно дека постои првичен правец кој потоа го промениле и логиката е тоа, значи иначе ако постои секоја логика е првичен, по постојниот пат Апсолутно. да се изгради автопат или експресен пат. ќе одговара ли ЕЈУ Рустеми? Па јас Како само што претходно станав раководство? министер, добив ревизорски извештај за работењето и на јавното претпријатие за државни патишта и на јавните претпријатија железница, транспорт и инфраструктура. И веднаш излегов во јавност, во понеделник станав министер, во среда излегов во јавност, така што јас моето го направив, презентирав се што имав да презентирам, за истото го известив јавното обвинителство, сега е на потек јавното обвинителство Значи да не ја само заврши својата работа. истражувачките новинари, туку и оние органи кои треба тоа да го направат. Апсолутно. Не, сега мислам дека Раководството на тука ДУИ во однос на истражувачко новинарство јасна е работата завршено, јасни се работите на сите. Точно. Сега треба обвинителството да си ја заврши својата работа, затоа што Државниот завод за ревизија ја заврши и јас како министер ја завршив, сега е на нив да испитаат и да кажат дали имало или немало криминал. А јас сум убеден дека имало. Ги очекуваме надлежните дека ќе процесуираат она кое што треба, иако работата им е делумно завршена. Следна тема на која што сакам да позборуваме, иако мислам дека уште пред да преминеме на друга тема, патот Градско Дреново.
е исто така еден од историските кои Да. почнува нигде и завршува нигде. Рековте брзо ќе биде готов, тоа е од прилика пред 2 месеци. Како ќе го направите тоа плански, стратешки и кога ќе може да се користи? Градско Дреново, вака да поедноставам за јавноста, тоа е градско Прилеп во суштина. Точно. Има 3 фази. Сега се градат првите 2 фази. Од градско до Фариш, вака сликовито за тие кои што патуваат, Фариш е некаде на средина на Плетвар. Значи треба да се изгради како трета фаза Фариш до Прилеп. Можам да кажам дека градско Дреново Фариш или кратко кажано градско Прилеп ќе биде ставен во функција до Нова година. Што значи дека до Нова година жителите на Прилеп, Битола, Демирхисар, Могила, Новаци, Кривогаштани ќе возат по автопат. Ова е ексклузивна информација? Па, мислам дека до сега не е споделена во јавност. Да, вака конкретно немате кажано дека е И таа еве уште една временската најава рамка. да дадам за еден друг дел од државата. Работиме исто така на источниот дел од коридорот 8 и по експресен пат или еден вид на автопатско решение, тие се вози и од Ранковце до Крива Паланка, исто така до Нова година, а во моментов работиме на проект за спојување на Ранковце со Куманово, што значи дека за брзо време ќе може по автопат или експресен пат да се вози од Тетово преку Скопје до граница со Бугарија. Исто до Нова година. Одлична информација, заради тоа што циркулацијата во секојдневието на граѓаните им е суштинска за да може да екзистираат и да сега ги поканувам функционираат. нашите бугарски пријатели да и тие изградат автопат или експресен пат од нивната страна на границата со цел да автопатски се поврземе помеѓу Скопје и Софија. Ако тоа така функционира за предходниот проект кој што го споменавте, се плашам дека и за овој тешко дека ќе има иницијатива. Ние нашата работа ќе Мислите направиме. дека политички им се Да, апсолутно. одлуките Видете што се случува со граничниот премин Клепало. Од македонска страна е изграден пред 15 години, од бугарска страна абер нема да се изгради. Зарем не е срамота во 21 век, кога станува збор за мислам соседни како вас. држави, Ние имаме економска соработка? три гранични премини имаме со Бугарија, до трите нема автопат. Значи имаме граничен премин Новосело, кај Струмица, имаме граничен премин Делчево, имаме граничен премин Крива Паланка, 3 од 3 немаме автопат. Иначе ние работиме многу, например, сега почнуваме и за брзо ќе има вовед во работа целосна реконструкција, односно изградба на нов граничен премин Деве Бајре, тоа е Крива Паланка, така што работиме и на изградба на нов граничен премин со Бугарија, како што ќе работиме и на изградба на нов граничен премин на другата страна на коридорот 8, тоа е Ќафасан, односно граничниот премин кон Албанија. Доста интензивно работиме, сега и на соседите да го сработат нивниот дел од работата. И те јавно апелирате од национален медиум со надеж дека сепак ќе се појави иницијатива. Околу законот за урбанистичко планирање се крена вака или онака прашина, сега веќе тоа не ја задушува атмосферата, меѓутоа би сакала да разјасниме што. Најавивте дека сте отворен, исто како што и добро ја образложивте ситуацијата во собрание и средбата со невладините организации на тема измените на законот за урбанистичко планирање, и од таа позиција најавивте нов закон, ги повикавте со сите иницијативи и забелешки заедно да се пишува. Сите засегнати страни, хетероген состав на работна група која би го пишувала, тоа ве цитирам вас. Имавте некаква иницијатива досега од граѓански организации? Па прво малце околу законот. Знаете какви коментари имаше од делот Сдруженијата на граѓани, немаше коментари од опозицијата. Тие и амандмани не поднесу. Точно. И многу едноставна е причината зашто месеци кусур помина од освојувањето на законот. Не гледам јас дека било што лошо се случи во Македонија, затоа што јас цело време кажував вистината. Причината зашто тој закон се донесе е за да можат училишта, градинки, болници, амбуланти и катни гаражи да се градат побрзо. Јас не гледам ниедна нова зграда изградена после носењето на измените на овој закон, нити гледам дека било кој детален урбанистички план што е спорен, помина после носењето на овој закон. Напротив, контролната улога на Министерството е многу поголема сега и многу поголем филтер ќе има за било кој детален урбанистички план. Таа што месец дена после таа хистерија која што се крена,
Ништо лошо не се случува, што мислам дека е добра лекција за сите кои што критикуваат во јавност. Критиката е добра. Ние сме сега власт, до вчера бевме опозиција, ние критикувавме, но ние секогаш критикувавме издржано. Кога критикувате, мора да сте свесни за последицата на јавно кажаниот збор. Затоа што ако времето ве демантира, вие не сте релевантен. Со кои невладини организации се јас да седнувам и да пишувам нов закон за урбанистичко планирање, кога ништо од тоа што го кажува не излезе како точно во јавност. Но еве, повторно сум спремен во моментот кога ќе почнеме. Тие се невладините, тоа е тоа. Да, ама треба да размислуваат и за собствената одговорност, а не само да изнесуваат паушално информации во јавност. Ќе се случил урбанистички хаос во држава, кај урбанистичкиот хаос е како се донесе законов, и бројни глупости кои што се искажеа. Внимајте, јас на крајот на денот сум повеќе од 20 години во јавен живот. За мене може се да се каже, освен една работа, дека сум корумпиран или дека било кога во мојата кариера сум имал допир со било што е поврзано со корупција. И тоа е за мене најсветата работа што најмногу ја штитам додека се занимавам со јавен живот. И во такви услови, мене некоја ме обвинува дека ќе сум создавал урбанистички хаос во корист на урбаната мафија, со тоа што ќе се градат школи, градинки, амбуланти, болници и катни гаражи во држава, извинете, тама е смешна работа. И еве време покажа дека е смешна работа и дека смешно излегува. Уште една иницијатива која ја соопштите на изминативе околу 2,5 месеци е дека ќе направите се за да се зголеми бројот на авиолетови и фреквенцијата и статистика и така натаму од Скопскиот и Охридскиот аеродром, нешто што е прилично болна точка еве според мене, зашто бидејќи како геостратешка раскрсница на Балканот можевме сериозно да се заработуваме од овие авиопревози, а на пример тој терен за жал го препуштивме на пример на Тирана, една која има летово преплавена со летови, кратки куси, брзи дестинации, луѓе кои сакаат па и во Македонија да дојдат таму слетуваат и слично. Значи бизнис шемата од која државата можеше да има народски речено ќар, ние сме испуштили изминатите години. Колку лесно може ова да се направи да го зголемите бројот на летови? Рековте работна група ќе работи на тоа. Во многу напредна фаза сме. Да Во моментов има веќе активен повик за субвенционирање на авионски дестинации. Тој трае до 4 октомври. Веќе има голем интерес, можам да ви кажам. И после тоа ќе објавиме кој се конкурирал и низ една транспарентна процедура ќе се изберат најдобрите за после тоа да можат веќе од следната летна сезона, затоа што редовите налетање во авиособраќајот се прават една година однапред, да можеме да кажеме кои се ќе бидат нови дестинации. Јас кога дојдов за министер, едно од работите што ја воочив е дека тоа во што бевме шампиони пред некаде 10-15 години, сега веќе го неаме. Ако двата аеродроми, Скопскиот и Охридскиот, пред 10-15 години беа шампиони во регионот по однос на раст, сега за жал опаѓаат. Има бројни причини за таа работа. Јас ги детектирав и мислам дека со овој повик ќе ги решиме. За жал секоја година имаме опаѓање на бројот на патници од пандемијата навака. И тоа е голем проблем и за Охридскиот и за Скопскиот аеродром. Со овој систем кој што го воведуваме, мислам дека ќе порасне бројот на летови кои што ќе се субвенционирани, а со тоа и бројот на патници. Измените се во неколку делови. Прво воведуваме субвенција по доаѓање во Македонија, а не по заминување од Македонија, затоа што ако државата троши пари, веројатно е целта да донесеме луѓе во државата, а не да помогнеме на постојните да си заминат од државава. Тоа пластично значи што? Тоа значи дека даваме субвенции за тие кои што купуваат карти за да стигнат во Скопје или во Охрид, затоа што според правилата не можете дупло да субвенционирате. Можете да субвенционирате или доаѓање или заминување. За Скопскиот аеродром ја зголемивме субвенцијата од 7 на 9 евра по патник по лет, а Охридскиот од 4,5 на 12 евра, драстично ја зголемивме, затоа што туризмот е таму. И логично е да сакате да помогнете аеродром кој што треба да е извор на туризмот во државата. Јас очекувам следната година да имаме најмалце 200.000 патници плюс од ова што имаме во моментов, како резултат на овие мерки. Имаме околу безмалку 10 минути, тука веќе доаѓа време за оние пожешки политички прашања. Свесно ги оставив тука подолу, бидејќи сакам, и еве јас како граѓанин сум желна да слушнам како се развива државата, во кој правец одиме и кога можеме реално да ги видиме промените.
Во однос на криминалните теми деновиве актуелни, случајот Крмзов популарно медиумски наречен, денеска би рекла го засенува на некој начин, иако се постојат најави за продлабочување на истрагата за случајот Крмзов, но МЕПСО се трошало без усул, пари добивале фудбалскиот клуб Шкендија од МЕПСО, кошаркарскиот клуб Башкими, се плашам дека ако продолжите секојдневно ќе не можеме да се соземеме од мислам дека и ова се што лотарија е направено. која ќе излезе дополнително ќе има информација. МЕПСО е во надлежност на Министерството за транспорт, значи и МЕПСО е дел од институциите кои што се под капата на Министерството за транспорт. Може да е една исклучително успешна компанија. Во моментов за жал не е заради расипничкото трошење на претходната власт, но сум убеден дека новото раководство на МЕПСО, за кое што има многу високо мислење, се работи за одлични професионалци на чело со директорот и неговиот тим, ќе го вратат МЕПСО наму каде што му е место, а тоа е една од најуспешните компании во Македонија, а за овие работи секако дека ќе има одговорност. Нешто дополнително ќе ни откриете од скандалозните информации? Мислам дека тоа што го кажавме денес на прес е повеќе од доволно. Политичко прашање малку поконкретно со оглед на тоа што постои некаква атмосфера во јавноста меѓу аналитичари, би рекла повеќе блиски луѓе или не знам продолжени раце на поранешната власт, на минатите раководства во државата, кои се обидуваат да креираат атмосфера дека наскоро дуи некакво реформирано ќе се врати во коалиција со ВМРО. ДПМН ќе биде истисната вреди. Реални се ваквите планови на Дуи или Дуи е апсолутно завршена приказна? Тоа е гладна кокошка просто сонува. Ние направивме историска работа. Прв пат после 20 години Дуи отиде во опозиција, што мислам дека сите ќе согласат дека е огромна работа. Дуи беше на власт во континуитет од 2002 до 2024 година, со една пауза од 2006 до 2008 година. Тоа што многу мина пред нас го ветува, ние го реализиравме и дуе во опозиција. Тоа е првата фаза, а втората фаза ќе биде да одговараат за тоа што го правеле додека беа на власт. Но на што сакам исто така да го искоментирам е дека ние сме веројатно прва влада во историја на држава, а веројатно и во поширок регион која што не доби 100 дена да може да се организира и да може да испорачува проекти. Ние сме 2,5 месеци на власт, далеку сме уште од 100 дена. Односот на опозицијата и хистеријата која што создава опозицијата и некои на нив блиски медиуми, невладини организации и така натака, е како ние да сме 10-та година на власт, што мислам дека е лошо за нив, затоа што создава контраефект кај народот. Не се глупави луѓето, изборите беа на 8 мај оваа година, не беа на 8 мај пред 10 години. И луѓето многу добро знаат зошто гласаја за ВМРО-ДПМН и многу добро знаат зошто го поддржаа ВМРО-ДПМН. И кога истите, кои што, например, ја распродаваја држава на Бугарија и прифатија француски предлог, со кој што се понижи Македонија, се раскажуваат приказки за патриотизам, изгледаат смешни во очите на народот, како што истите, кои што ја покрадоа државава, сега зборуваат за криминал и корупција, исто така изгледаат смешни. Единствено е што покажаа колку ситни луѓе се и ситни души и не ли дадоа 100 дена да можеме да покажеме пред јавноста кои сме и што сме. Ние 100 минути не дојдовме. Од прв ден бевме критикувани како изборите 0-0 да завршија или ние со сила да направивме влада, а не да имаме двотретинско мнозинство, што е неголемо мнозинство кое што било која власт било кога го имала во Македонија. Ама тоа, повторно кажувам, за нив зборува, а не зборува за нас. Веројатно очекувано и беше и се тоа, бидејќи луѓето кога ќе ги видат резултатите еднаш материјално, би рекла како не знам еве патишто или што и да е, поинаква ќе биде перцепцијата, а верувајте дека народот е како организам кој се бори за живот со оглед на колапсот и рестарт нема да не спаси во првиот ваш мандат. За тоа треба да бидеме апсолутно искрени пред себе и ние како граѓани и вие како јавни функционери и креатори на јавни политики. И уште едно прашање за крај. Денеска очекувано во одбрана официјална Софија на нивниот амбасадор тука кој одби да го прими демаршот. Она што одредени аналитичари дома го коментираат е дека е утката во нашата страна, во протоколот на председателката, во тоа што
нема соодветни луѓе кои би можеле да и укажат каде како што треба да функционира. Мислите ли дека намерно беше направено ова од бугарите? Например, колку и да звучи наивно прашање во сега. Два моменти има, сега можеби пак ќе има протестна нота за ова што ја кажам. Како што имаше пред 2-3 недели. Бугарија е во една многу специфична политичка ситуација. Таму подолг временски период нема избрано легитимна влада. Цело време се технички влади. Избори не можат да направат. Последниве нели ги одлагаја. И тоа е едната реалност. Значи, едната реалност е дека оние кои што народот ги бира не се способни да направат коалиција и не може да состават влада. Втората реалност е претседателот, кој што и таму, како и овде, нема некоја голема извршна моќ, се обидува да стане политичка фигура број 1 и веројатно планира да создаде политичка партија после завршувањето на неговиот втор мандат. И сега двете овие структури, од една страна постојните политички партии, од друга страна Радев, се обидуваат да тјарат политички поени и на тој начин да дојдат на власт на сметка на Македонија. И секогаш кој има во Бугарија избори, тема е Македонија. И нормално, ние треба сме паметни да се трнеме елегантно од нивните политички битки и да се ги водат политичките битки за нешто друго. Тоа е едно. Второ, минимум пристоен треба да сте, за кога ќе ви дојде некој на гости, минимум пристоен да се однесувате. Војни водат држави, па се нуваат на преговори, па знамења од двете завојувани страни или од двете држави кои што се во војна се ставаат. Минимум пристојност е да ставите знаме на државата од која што доаѓа претседател на државата. И минимум човек треба да е нормален тоа да го сработи. Најмалце што очекувам од претседател на држава е да оди таму да гледа кај има, кај нема знамења. Не е тоа работа на претседателката на државата, тоа е работа на домаќинот да покаже минимум пристојност. Ама затоа што домаќинот очигледно нити е цивилизиран, слободно нека пратат за ова протестна нота, нити е домаќинот цивилизиран, нити е пристоен, нити има било каква почит, затоа работава вака како што е. Сега помизерни од нив се само овие нашиве домашниве слуги, затоа што истите тие кои што потпишаа дека македонскиот и бугарскиот народ имаат заедничка историја, а немаат, истите кои што потпишаа дека македонскиот јазик е дијалектна форма на бугарскиот јазик, истите кои што потпишаа дека никогаш не можеме да влеземе во Европска унија ако не прифатиме дека сме бугари и дека имаме бугарски корени, сега зборуваат за патриотизам. Тоа не мизерно, дно е тоа. Дно, подолу од тоа дно да нема. Логично е ова сета мисла и сета образложение, апсолутно верувам дека е така и верувам дека не треба да му даваме внимание на сето ова, но добро е кога сме нападнати да можеме и да објасниме на овој начин медиумски. Александар Николовски, подпредседател на владата и министер за транспорт, ви благодарам што одвоивте време. Се враќате на работа. Поздрав на сите што не гледа и дефинитивно ќе бидам почестен Алфа. Благодарам на можноста. Ви благодарам уште еднаш, почитувани. Верувам дека ги чувте одговорите на оние прашања кои ви интересираат. Конечно, работите да видиме како се одврзуваат и како се случуваат на терен. Слушнавте и временски рамки за одредени проекти, клучни би рекла за циркулацијата меѓу градовите во државата, но и политички горливи теми кои се дневни, но се важни. Ви благодарам на вниманието, гледајте ни утре.